Традицијата ја зачувуваме со печат, овозможено од бисери филеви. Ама допустим Астрикс, не можеме да го заборавиме. И љубовта кон театарот, не можеме да заборавиме. Кога се растуриваше Вовчево, знаеш колку плачеја народ. Многу плачеја. Тоа е таа конзерва и фамозно злато на Симоншевци. Воските на Иван и на Афродита, на Охридските Ромео и Јулија, останале секогаш заедно. Опинци гумени праја и тога пропадна за најкодна. Наум Гавриловски во хрониките на градот ќе остане познат како амбасадор на македонскиот и охридскиот фолклор во светот. Сестрана личност, професор, фудбалер, музичар, педагог, кореограф и играорец. Фолклористите кои имале можност да го познаваат и да учат од него, денес раскажуваат. Играше, а земјата не ја допираше. Охријани долго ќе го паметат Наум Гавриловски како човек од која зрачела човечност, трудолюбивост и исполнителност, подеднакво добар музичар и фудбалер. Во 50-тите години од 20 век имал успешна фудбалска кариера, заедно со неговиот брат Ацо играле за фудбалскиот клуб Охрид. Но посебен придонес има во негување на македонската песна игра. Личност која секогаш тежнееше да го донесе до перфекција она што ќе зафатеше да го работи. Вака го пишуваат Гавриловски денес колегите и пријателите кои работеле и учеле од него. Со големата љубов кон музиката, фолклорот, хорското пеење и фудбалот, тој остави длабоки траги во културното милје на Охрид, по кој долго ќе го споменуваат генерации охриѓани. Во далечната 1963 година Гавриловски го формира и управува нижото музичко училиште Методи Патчев. Гавриловски по завршување на педагошката академија во Скопје, музичка насока, се вработува во едно скопско училиште, Владимир Илич Ленин, каде што постигнува забележителни резултати. Следува покана од охридските градски власти да го формира нишото музичко училиште и во 1963 се враќа во својот роден град. Почетничкиот ентузијазам да направи успешно музичко училиште му успева, а доказ дека посеаното семе фатило корени се успесите на врвни охридски млади музичари кои излегуваат како кадри од музичкото училиште Методи Патчев. Со плејада музичари со децении ја пренесувал љубовта кон фолклорната традиција на помладите генерации. Во 1968 година го формира култното културно-уметничко друштво Гердан, потоа следуваат куд Отекс, а по пензионирањето и куд Бисери и градскиот хор. Еден од неговите колеги на музички план е Методија Бараковски Менте. За Наум Гавриловски, вели, му бил работодавач, пријател и колега. Запознав личност од која зрачеше работа, се навраќа во спомените на минатото, а сеќавањата од тие времења се премотуваат како на филмска лента, неизбришливи и трајно зачувани. Актуелен беше во градот. Јас како прилепченец кога дојдов овде, кој ќе видев по улица, кој ќе поминеме заедно или во старата летница која седневме, просто поклонување имаше кај него, го ценеја многу. Тоа беше еден голем знак, дека беше една голема личност. Со негова, а тоа се беше со неговата активност, дали со музиката, дали со свирење во кафана, дали со фудбалот, значи беше многу на некој начин ценет. Едно добар ден кој ќе му рече, така со поштовање, со пиетет беше односот на луѓето према него. Помалце бевме, јас сеќавам тоа што дојде 65-6 година, негде имаше 15-16.000 жители Охрид. Тие си беа една фамилија, си се знае овде, ама односот на сите тие луѓе, беше многу присен, многу убав. Тоа кажуваше дека тоа е стварно една голема личност за ова средина овде кај што беше. Со момче Гаврил, првото срекавање ми беше на 19 септември 65 година, кога дозволи да дојдам во Охрид да работам во музичката школа. Пред една година беше музичката отворена, немаше кадар, на некој начин и се што имаше излезено вака, му дојде како топол леп, кога му кажав дека сакам да дојдам во Охрид, кога го прашаа дека има една момче од Прилеп сака да работи, со без збор рекол одма да дојде. Јас бев на 18 септември 65, 19 веќе во стажот ми е запишано во Охрид.
една година пред тоа имав на друго место работа, нали, во Охрид, вие на 19 септември, и со Наум Гавриловски се запознав со едно човече многу активно, зрачеше од желба нешто да направи во тогаш во музичката школа, за како ново и како секоја личност да се докаже, да се направи нешто. Гавриловски немал наклоност само кон музиката, туку имал афинитети кон спортот. Заедно со неговиот брат Ацо биле фудбалери на фудбалскиот клуб Охрид. Тој беше спортиста. Активен и со доста успеси. Јас знам еден период, го познам, кога јас бев на некој начин и член на ФК Охрид, и во Прилеп која бев и член на Победа бев, како првотимец, и дојдов тука, поиграв малце со него. Значи, и тука сум тоа полес обратно на Ацо Гаврил, како технички директор сакаше да постигне многу. И пред тоа имале успеси со фудбалот. Охрид, значи, и таму имаше доста постигнат. Тој кога одеше кога зела. Тој беше една продуховена личност. Комарекен беше. Бурните младешки години исполнети со музика и спорт, подоцна Номче Гаврил ги заменил со хармоничен семеен живот. Сопругата Мирјана била негова голема поддршка во животот и работата. Имаше, за разлика, например, од мене, кој јас почнав да градам кариера и материјална и секаква, тој имаше основа, фамилијата негова сепак поситуирана, кога студирал, тој во Скопје студирал, имал прв точак купил, труба купил, не знам, да се дотера, да се среди, си имаше и афинитет на дотерување али ги имал и материјалните можности така да се. И тој кога ќе одеше, стварно одеше една личност испраена, право, значи беше кицош, да не речам, така си беше. И доста, ајде не велам, доста бил екстравагантен, така, и кај мобите, и кај... Атрактивен, да. Еве, ти збора, да не речам друг збор, али, барем тој си беше по ерген до подоцни години. После така се, кога се зедо ја со Мирја, веќе си беше фамилиарен, сега тука му дојде Гоце, синчето. Мирја е прекрасна, златна сопруга, жена. Барем јас само колку што ја познавам, се не можам да се упуштам многу. Оние контакти што ги имавме. Кога ќе се сретневме, кога ќе свиревме негде, ќе одевме на Нова година, ќе си дојдеше и таа со нас, ќе си биди, ќе си беше. И она дружење и понатаки што беше Мирена прекрасно. Поготово и таа е педагог. Таа педагог. Знаеш, камчината некако свемирски се збира, си ги најдуваат местото и си легнува. И има некоја хармонија во тие камчина, во тој животен пат на секого. Па тие исто двајцата така си ги има. Што си тераа до крај на животот, Номчета си е уште живачки, си ги има во спомените, на некој начин кажува дека нивната хармонија, ова што кажува, наредени камчина, не може да се растура. Разговорот продолжува за успесите во педагошката работа во областа на музиката, како неговата љубов кон музиката, инструментите, хармоника и труба ја пренесувал на младите охриѓани. Зрачеше она човечност кај него, немаше нешто, да не речеме, изопачено. Се сакаше да помогне на луѓето. Тоа е можда затоа што ја одбрал таа професија на некој начин покрај сите други работи што ги работел во животот. Педагогијата е многу убава работа, учителската работа е со срце да се работи, да се сака она што го работиш, поготово кога ќе работиш со деца, со жива материја и кога имаш на ум да оставиш нешто да си го продолжиш животот, како што си го продолжи животот, еве и вие ова што го снимате овде, на некој начин е продолжување на она што работел Номче, ние заедно со нас и со другите и на другите места, да се споменува. А целта наша е секогаш со поколенијата или со она што ќе оставиме како труд,
него продолжиме животот и после кога ќе не нема на овој свет. Некои работи ги даваде до Боже. Во нас останува нешто, некоја позитивна енергија, нешто со зрачија. Од мене има поголеми педагози, поголеми, например, инструменталисти. Сега ќе кажам за мене, се односи за него. Тој се напаце, свиреше и труба, свиреше и армоника. Учеше понатака и дечина кои излегува и уште свират под неговата школа, што беа си свират, си музицират. Трубачи имаше, тогаш не формира дувачки оркестар. Не може тоа да се постигне со сила. Може само да му внесеш на тие деца љубов према инструментот, поштовање према наставникот и резултатот ќе си дојде. Ако остане сувопарно само да го тераш нешто да работи, нема резултат. Него ако му внесеш љубовта му ја пренесеш за инструментот на децата, љубовта тогаш има резултат. Бераковски споделува моменти од тогашната дружба и пријателство со Наум Гавриловски, за кој вели дека бил сестрена личност кој го сакал животот. Ние како младич, јас млад, дојдов тоа 22-23 години во Охрид, на некој начин можеш и да му љубомориш со неговата и боемштина и она се што го окружуваше и она што сакаше да го покаже, беше една комплетна личност, барем за наши услови тука во град. А ми се чини и надвор да беше тој ке беше истина така. Да реков, беше од една страна ситуацијата негова материјална си беше појака, али тоа си е вродено некојаш, мене ке ме видите така спортски секојаш облечен, али номче си знаеше да биде секојаш на висина. Така да се држеше на еден пиедестал, да и во гардеробата, и во односот, и во... Така, беше една личност за... Не да му завидиш, али така да му се дивиш. Може и зато беше и освојуваш на многу срца, може кој што се слушаше. Значи, беше една таква личност, широка личност беше. Широка личност, може и тоа го красеше, што имаше разбирање кај... Бевме ли мал колектив, така не бевме многу, немаше многу кадар, али имаше разбирање сите. Дали ќе се дружиме во школото, дали ќе се дружиме надвор, дали ќе играме негде билјард или не знам во Метропол ќе изиграме нешто, или ќе си седнеме да се по салатичке да се напиеме. Така, си пушеше цигарчина, беше љубител на цигари, така мал се го правеше нервозен, тој имаше еден израз интересен, симпатичен човек. Да не зборувам многу, да не го фалам многу. Али тоа е вистина. Јас како личност, како помлад од него, што научив. Научив да бидам трудолюбив, да работам, да ја ценам работата, да ја поштувам работата, да го поштувам како раководител во школата како беше, а да си бидиме другари на отворена, кога ќе бидеме, кога ќе си пиеме кафе заедно, да се дружиме, да се бидиме заедно. Се до оној момент дори беше во школата. И после тоа, пак ние си бевме пријатели, си бевме другари, на некој начин си правевме исповед. Кога си најдеш сродник и многу пати ќе си седнеме и ќе почуваме шо фали времињата, нови работи носат, шо фали, шо чини, шо не чини, како чини, ова и смета, нема разбирање од ова. Знаеш, тоа беше тие се дискусии како и секој што си правеше тие дискусии. Ние си разговаравме, си бевме до крај пријатели, се до последните денови јас бев и гостин кај него, така ќе му беше драго кога ќе ме видеше, кога ќе појдев кај него, со Стефе ќе си појдеме, ќе се напиеме кафе, госпоѓата негова Мире, прекрасна една жена. Ќе се вратевме назад, како беше, шо беше, со овој професор, со овој колега. Знаеш така, тие се работи што останаја и убави работи останаја. Можам да накратко да кажам дека нема лоши спомени, јас лично како Менде, како Методија, немам со лоши спомени се номче, можам во суперлатив за него да кажам, дека ако дозволело општеството, времето, ако дозволело, може да направевме многу поголеми работи.
Али и тоа што го направивме со него, дори беше тој тука, заедно што го правевме, тој што го правеше и заедно да работиме, ми се чини постигнавме еден убав резултат. Браковски се сеќава и на првиот совет што го добил во минатото од својот колега. Во школата ние имавме тогаш негде по 20, 22, 25 ученици. За разлика сега имат помалце, а може и да имат и сега, не знам, во школа. Некош и 30, аз имавме 38 ученици, понекош таму уште што не спијавме во школата, бевме многу ангажирани и посветени да се одолжиме на она што ни го дава општеството и ни беше тоа мото да имаме резултат. Се сеќавам кога ќе речеш, се ме враќаш назад толку години, кога ќе речеш имате по 20 деца. Никој не ви бара од вас сите 25 да бидат инструменталисти. Од музичките школи, нижите музички школи, не се сите да станат инструменталисти, да се разбере. На некој начин да му се всади љубовта према инструментот, да ги изучи инструментот и да го прати во животот со личноста што ќе заврши, да се остане нешто за него, да биде добар слушател, да се навикне на таа музика, на класичната музика. Тој програм што го учевме беше тогаш помал, али како се растеа школата беше се поголем програм. Значи да биде добар слушател, љубител на музиката, во тој смисол, она што ќе се одделеше, да си оди напред. И неговото мото беше никој не ви бара, како директор ова го зборувам, како раководно лице, никој не ви бара 25 да бидат инструменталисти. Доволно се 4-5 што ќе одат напред, што ќе бидат напред. И излего е така дечина што беа напред. Другите ќе си бидат во она категорија на слушатели и инструменталисти и си свират. И денес, значи, од после толку години секој кој ги има клавирот ќе си посвири виолината, ќе си посвири или негде ќе се зачне или ќе свири во оркестар и така. Методи Бараковски Менде со носталгија се присетува и на музичкиот оркестар со кој настапувале заедно на заеднички свирки низ охридските хотели. Покрај тоа што имавме на работа одевме фолклор одевме, ама имавме и еден убав состав, свиревме по ресторани. Тоа беше додатна екзистенција, така за материјална, и за таму, и за настапот во кафана. Ние седнувавме пробав, ние правевме програм. Народно не смееше да се свири, беше подценувачки народното да се свири. Ето така беше времето, така беше ситуацијата некако. Народно, тоа е некако настрана. Ние свиревме музика која теја се слуша. Имавме еден оркестар, така, забавниот дел се свиреше, романци се свиреа, југословенски карактери, српски, војвоđански, македонски. 69-та, 70-та, 71-та, 72-та, дори до крај со оне, дори беше во музичка, ние имавме оркестарот кој замина од музичката, веќе имаше со друг состав. Клиентелата, охридската и сите други што идеа да слушат, ќе идеа кај нас да свират. И денес некој ќе рече, толку убаво свиравте. Една споредба ќе направам малце со оваа нова техника што имат деца во млади и јас сега кај да појдам, на некој начин не можам да ги изам, многу јако се свири, не. Ние тогаш кога доловувавме тој звук со разгласот, али тивко свиревме. И се сеќавам идеја толку групи од градов, групи друштва на фамилиарни, си има резервисано маси, ке си доја дали во зимската сала, дали во летната сала, дали да се ред ке свиревме. Знаеш, си има своје место и да не слушат. И беа многу одушевени, што е една убава работа што остана тогаш од таа публика што не знае како таков состав. Новите времења си дојде нова музика се свири, ритмовите нови, така нешто, али тоа беше така. После почна да се свири народно,
кога се разделивме, така имаше во Палас кога свире, почнавме и ора да се свират, што така ме дураше. Значи беше упорен, достоен, се она што ќе се направи да се отсвири во ресторанот, во кафаната, ќе биде, да биде квалитетно. Да биде квалитетно. Една мана имаше, дори претеруваше, како ги викат овие, има еден похондрија, значи во јајцето влакно да најде нешто. Колку биле високи музичките критериуми на Гавриловски и колку тежнеел кон совршенство во работата, Бераковски споделува моменти од еден музички проект. Снимавме, ние имавме од дискоси од југото покана. Покана да снимиме одреден број на numери за нивните куќи. 3 месеци работевме во братство во школата, се сеќавам, Есад Бајрам ни даде на просторија таму, директор беше Есад Бајрам во братство, ни даде на просторија, работевме 3 месеци и готови бевме да си снимиме тие работи, да ги снимиме. Ама ете таа норговото, таа мало она што вела малце, до крај, уште овој акорд да биде, уште ова да биде, уште ова да биде, се на некој начин се растури оркестарот и не ги снимивме. Ако ги снимевме, ќе останевме, ќе оставиме уште поголема трага со оркестарот и ќе направиме уште поголема работа. Ама, така сакало времето, така сакало ситуацијата и не ги снимивме. Секајам снимивме само и на Љупчето му кажа. Стани запали Тинке Борина, Арсена, мажена е во Лакочери, Спироска, сега е Димовска, Спироска, Димовска, мажот се подазива покојни Перо. И Коста Маркулевски е сними за Зарчета на песната као на Стара. Демо снимки Радио Охрид беше подбас овдека аптека на Стара. Едно сопче така има, ги пуштија. Другиот ден, тоа да се дема снимка беше некој, не беше некој квалитет, ама беше нешто ново. Нешто почна да ги чепка луѓе во полица и седиме во летни совде и прашуваат кај можеме да купиме ленти, тоа ленти да ги вземе. Звучи нешто ново, звучеше. И штета тука е, штета што не ги заврши. После дојде Кузман со својата тајпа Билјана и почна да ги снима. Во нашиот состав беше има Адем Бајрам, татко на Муарем Бајрам во школа, уште не на професора. Тој свиреше со лева, али имаше, така викат музичарите, прачка, имаше сенс за таа народна музика, садиловска музика. И на некој начин тој доловуваше во тој овој амбиент охридски, доловуваше така. И требаше да се искористи. Го искористи Кузма и тоа што остана. Во 1968 година го формира културно-уметничкото друштво Гердан на иницијатива на Миле Волкановски, раскажува Бераковски. Споделува моменти како се развивало културно-уметничкото друштво и како набавувале народни носии. И тука се покажала на неговата упорност. Беше многу упорен. Како настана со Миле Волкановски, со идејата, со барањето на носи, со купување на носи, на инструменти, банење да се постигни нешто. Дори работев со него, имавме, се боревме да го направиме она што го направевме. Се баравме, се трудевме, дававме време. Имаше тој едно фичо, 64 му беше последниот број, 4 броја беа. Со него одеме и Прилеп, и Битола, сегде. Денес си работиме во школото, слободното време седнуваме, правиме како да собериме уште на носија, 2 носија да купиме. Како ќе собериме пари од холанчаните или на некој концерт, тогаш ќе земеме 5000, 10.000 ден, одма одевме да земеме носија. Одевме да земеме носија, ги комплетиравме на сите, ние сме сите на некој начин од село дојдени. И луѓето кои гравитираа во Охрид си носеа по некоја носија. Ке се облечеме по нешто
една од Мешеишта, една од Лакочера и носија, една не знам ваква, не се купили од Марија, да се мешани носи, ама ќе направевме програм. Го правевме прогноз. Се баравме ние, сакавме да постигнеме, немавме многу сознание, фолклорот, животот те учи. Значи, нашата цел е постигнувавме, полека ние направивме еден комплет на носи, па уште еден комплет на носи, па уште еден комплет на носи, за една кореографија. Кореографиите ни беа поубави, целта е полека ја остварав. Со сите тие кореографии, со сите тие активности, ние растевме со друштвото. Ние станувавме личности кои со полека го сознававме и фолклорот, и како да ти кажам, јас гимназија учевме општи работи. Во педагошка академија учиш општи работи. А на времето, кога ти внеси во средината, кај ќе работиш, веќе се бараш и си се одредуваш да си ја канализираш, она работа што си се нафатил да ја работиш. И на некој начин, она што го направивме во тој период, тој ми се жени дека беше задоволен. Со поштувањето на цел град, со доделувањето на ноемвриска награда, тогаш кога ни дадоа општината. Одевме ние во Битола, дававме концерти, сегде дававме, кај што ќе бевме актуелни. Нешто ново беше, Гердан беше нешто ново за градов. Ако ви кажам, во Гердан имаше ред за да влезеш во прва постава. Значи имаше квалитет. Сега зборуваме за еден квалитет, тогаш со онаш ние што го знаевме. Сега ако ме прашаш колку игравме тога, сега ова што го поставуваме е многу повисоко. И така треба да биде. Така и така треба да биде. Значи имаше ред со тие млади луѓе да влезат. Немаше телевизии, немаше компјутери, немаше. Забавата на тие млади луѓе беше членувањето во Гердан. Немаше многу активности за младите. И ние тоа што го направивме, прибравме многу млади луѓе кои го сакаат фолклорот, од Христо Трајковски, од Славко Ѓорговски, не знам, првата генерација што беа покојни Слободан Крлевски, таа генерација што беа. Тие не играа, тие љубов внесуваа во играта, тие гореа со играњето. Еден покојни Слободан Крлевски, на времето кога правевме комитското, с неговото паѓање на крајот како комита, сега го гледам наслика, тоа беше една минута негде кај што стварно да го одглуми комитата во водата да пани. Значи не беше само играњето, него жарот беше љубовта во играта. И домна култура, и отекс, некој се грижеше за носи, некој се грижеше за инструменти. За разлика од Гердан како го напушти, Гердан се бореше сам и ден денес е така, да екзистира. Немавме ние капа, што вика денес политич чадор некој да те подкрепи за да можеш да одиш. Наум Гавриловски беше прекрасен професор со високи морални квалитети, раскажува Бараковски, споделува една случка од тие времиња. Ние бевме два света различни со момчета. Јас ќе ви кажам, ќе споменам, нека биде. Јас го водев Гердан, бев во Свети Сава, тука горе кај вас, кај што работевте. Тие беа бисери тука во домна култура. Тие имао пубави услови, јас од секогаш си се борев сам да бидам со Гердан. И биде еден ден професорката Марија Мострова, на покојни Перо Мостров, жената, професорка во гимназија. Беше нивното синче, Илија Мостров, беше гимназијалец. И работеле кој што работеле тамо во просторон кај што беше Охридско лето негде, за завесите или на бината, не знам, бакнал некој девојче. Номче го видел. Го избркал. Тај един вели дали може Илче да работи во Гердан да дојде. Праша Марија зашто ја работа. Ами вака и вака дека се бакнал со некој девојче Илче Мосро и тој го избркал. Беше малце на она постара генерација, патриархално, знаеш, да се држи, за разлика од мене, кај се малце пословни. И
Јас рекao, не, ќе разговарам со момчета. Добро, тие се млади, 10 ќе разговарам, и разговарав, па му дозволи да се врати. Значи, сакам да ви кажам, држеше доста принципи, кои во ова време може и смешни се за некого, така, али во тоа време си беа такви. Јас немам слушнато нешто од 65-та година и дури работеше со мене, и дури работеше во Отекс, и во Бисери, и Отекс работеше, и со Хорока работеше, дека некој рече нешто настрано за момче, дека бил ваков или онако, како личност, дека бил нападен со некој. Значи, нема ни една љага на неговото име. И што ми е многу драго, и тоа е нешто што остана и во мене, јасно да зборувам за мене, за другите не знам, остана во мене така да се еден принцип да се држи, едно големо поверење кај тебе, кај сите родители што работам со тие деца. Методија Бараковски Менде во споделувањето на спомените за својот поранешен колега и пријател нагласува дека името на Номче Гавриловски ќе биде трајно запаметено како урбана личност и преку неговиот син Гоце, врвен музичар кој чекори по стапките на таткото. И како татко, и како родител, се да го споменам, остана нешто, остави едно големо богатство. Момче не со ние, вака што ќе кажеме, да си го, она што го спомна, дали ќе го продолжи животот со Менде, што ќе каже, или колегите негови, или другарите негови, охриđени и родни, што ќе кажа. Најголемото богатство и како педагог, и како методичар, и како родител е Гоце Гавриловски, неговиот син, кој е професор во штип композиција, кој има завршено, кој ќе го неговото име покрај Гоце, ќе го спомнат цел свет со неговата музика која пишува со сите тие награди. Кај да одите мора да се каже дека е син на Наум Гавриловски. Тоа е нешто најголемото што ќе госте, што ги има оставено Номче Гавриловски, што јас многу се радувам кога ќе има такви деца и родители кои ќе остат такви деца. Квалитетни. Сите се деца убави, да се разбериме. Не, работата на Гоце Гавриловски е работа што се слуша. Не Валентина ќе напише една книга, некој дали ќе ја прочита или не ќе прочита. Кај да одиш неговата музика и да не сакаш ќе ја слушнеш. И да не сакаш ќе ја видиш, ќе што се свири, и да не сакаш ќе прочиташ дека зел во Украина награда, во Русија, во Германија и сегде добива диплом. Ето го еден, така почна и Моцарт, така и Вагнер, така и сите композитори. А зборот ми е со неговото име, со Гоце Гавриловски, Номче ќе живее уште многу години. Гавриловски со неговите благородни дела во хрониката на градот ќе остане запишан како професор и музичар кој зад себе оставил добри ученици и луѓе. Со својата педагошка работа на полето на музиката, неговото име ќе остане запишано меѓу заслужните граѓани на Охрид кои добиле признание за својата работа. Гавриловски за придонесите на својот град е добитник на неколку обшествени награди, меѓу кои се Климентовата награда и 7-ноемвриската награда за работа со културно-уметничкото друштво Гердан. Внесената љубов и визија во минатото денес му се возвраќаат со чисти и убави спомени, кога некогаш генерации млади луѓе, а денес зрели личности за тие времиња ќе кажат: најубавите моменти од младоста ни беа во Гердан со нашиот шеф. Животот на Наум Гавриловски згасна на 87 годишна возраст во октомври 2015 година во Охрид. Ама тој пусти Мастрикс, не можеше да го заборавиме. И љубовта кон театарот не можеше да заборавиме. Кога се растуриваше Вовчево, знаеш колку плачеја народ. Многу плачеја. Тоа е таа конзерва и фамозно злато на Симоншевци. Воските на Иван и на Афродита, на охридските Ромео и Јулија, останале секогаш заедно. Опинци гумени бреја и тога пропадна за најкудна. Традицијата ја зачувуваме со печат.
овозможено од бисери филеви.